треба се истора муканта мала. Во канта. Маслото старо го истура во канта. Правилно однесување кон животната средина и исправување со отпадот како дел од екоедукативниот проект учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење. Повеќе од 4000 дечиња од претшколска возраст годинава директно се запознаа со процесот преку еколошките работилници со ликот на Петко. Дечињата со задоволство ги прифатија сите активности, затоа што преку едукативни активности, преку игра, преку истражување, наблюдување, преку куклени представи, а особено преку ликот на Петко, децата учат како правилно да се собира и да се рециклира отпадното масло за јадење, а на тој начин се развива еколошката свест кај децата за чиста животна средина, за рециклирање и да нема загадување. Ги пренесува ли овие убави навики на своите родители дома? Секако. Сето тоа што го научија тука во градинка, го пренесува и дома во своите домови, па така во овој проект учество земаа и родителите. Тие го собираа маслото, го ставаа во специјалните кантички, кои потоа ги предаваа за рециклирање. На тој начин децата и практично гледаа како треба да се собира маслото, како треба да се рециклира и така на тој начин се развива една генерација на деца кои што ќе имаат еколошка свест за чиста животна средина. Колку отпадно масло се собра тука од вашата градинка? Многу. Скоро сите родители се вклучија и баш и денеска донесаа 2 кантички, така да навистина има интерес за овој проект. Свесни ли се веќе дечињата дека треба ние самите да се грижиме за животната средина и да ја зачуваме или затоа што природата ни е една? Така, апсолутно се свесни затоа што особено на овој ваков начин каде што на детски начин им е представено дека природата треба да се чува, да не се загадува, да не се уништува, ќе остане за следните генерации. Како соодветно да се собере и рециклира во зелени горива, но пред се да се подигне еколошката свест, главна цел на компанијата Суниланс. 5-та година точно, со мала пауза додека беше ковидот, меѓутоа и ние сме исто така задоволни кога гледаме дека и самите градинки и воспитувачките навистина имаат желба да го спроведат проектот, на еден начин го спроведуваат веќе и со своја креативност, значи над тоа што е дадено како предлог во програмата. И секако кога гледаме дека веќе дечињата се заинтересирани за темата како да се собира и рециклира отпадното масло, тоа дава една додатна мотивација да тие активности продолжат и во основните училишта понатаму. Интересно е што младите ги научиле повозрастните, односно своите родители, дека треба да го собираат отпадното масло, па секојдневно се носи отпадно масло. Така е, и тоа е еден важен дел од оваа програма, секако бидејќи за да има еден функционален систем за собирање и соодветно справување со отпадот, мора да има еколошка едукација која што почнува од најмала возраст. Затоа и овој проект е многу важен, можеби и најважен во креирањето на еден систем за справување со отпадот, бидејќи не само што дечињата се едуцираат од најмала возраст дека отпадот е многу штетен за природата и за животната средина, како на пример отпадните масла, меѓутоа исто така почнуваат да разбираат и дека на еден начин секој од нас има одговорност кога го создава тој отпад, да не ја загади природата и да користи системи кои што постојат во општеството за да може тој отпад соодветно да се собере и да се рециклира. И многу важен аспект е, бидејќи дечињата сега се во раст и ги учат сите работи за прв пат и тие ги поттикнуваат своите родители кога ќе ги видат како пршат храна, сега мама, тато соберете го отпадното масло бидејќи е штетно за животната средина. Така да тоа е многу голем ефект кој што во иднина би креирал едно одржливо општество кое што нема да го третира отпадот само како нешто што треба да се фрли, туку како нешто што повторно се искористува и има некоја вредност и економска, меѓутоа и вредност преку која што не штити нас кои што живееме во таа околина од нејзино загадување. Знаат често да поставуваат интересни прашања. Што е праша вас? Дечињата прашуваат секакви прашања, што се случува со маслото, од кога ќе се собере, како маслото ја загадува животната средина, што им прави маслото на животните доколку дојде отпадното масло доколку дојде во допир, што ќе се случи ако влезе во почвата. Затоа и работните листови кои што се креирани од програмата се со ликот на Петко
за подобра анимација, односно да креира поголем интерес кај дечињата. Најважен е контактот, односно желбата на воспитувачките да ја пренесат оваа програма на начин на они кои што најдобро знаат и тоа што е креирано една база за да нив ги поттикне понатаму исто така доколку сакаат креативно да воведат и нови интересни активности за дечињата. Например, знам дека во оваа градинка прават и представи, каде што ги анимираат децата со куклена представа и со диалози за отпадното масло и како тоа треба да се собира и рециклира. Други градинки кои учествуваат во проектот исто така прават други активности и надвор од објектите во дворот и така натаму. Значи, воспитувачките се главниот двигател на програмата и они директно знаат како треба со дечињата и секако да ја надградат. Во иднина секако би ја надградиле програмата со нови активности врз база на добиен фидбек од сите градинки кои учествуваат и од воспитувачките. Би дал една порака дека секој оној што создава отпад има можност да го собира соодветно и да го рециклира, односно да го предаде во системи кои што функционираат. И пораката е дека со многу мал напор можеме да постигнеме многу повеќе за животната средина, а и да се ослободиме од еден отпад кој што ние самите го создаваме. Сите деца кои учествуваа во оваа екоедукативна програма, заедно со воспитувачките се нашите нови екохерои.